Пичува. Добро. Добар ден на сите колеги. Ја започнуваме работното тело за усогласување ставовите за програмата за активности во областа на спортот и младите во општина Битола. Дали имаме кворум? Констатирам дека имаме кворум. Четворица, само еден е отсутен. Представник од општина Битола. Изјаснување по врска со побараните материјали и заклучокот од првата седница нова работно тело во однос на работните материјали кои беа побарани. Да, добар ден и од мене. Значи, јас ви презентирав на претходниот состанок, ви презентирав на работна група ствари, ви презентирав колку се согласно ребаланс, значи зголемувањето на оваа програма. Беше побарано да се достави барање до фудбалскиот клуб и кошаркарскиот клуб Пелистер. Јас се обратив до двата клуба. Меѓутоа, во овој период од една недела, податоците кои што ги добивме не се сметководствено согласени, па затоа бараме уште неколку дена за да можеме да имаме точни податоци колку се нивните долгови, колку се нивните приходи и расходи, за да не манипулираме со цифри. Меѓутоа, сепак сметаме дека ова сума на средства која што има предложено градоначалникот од 31 милион се доволни за да може да се заврши оваа календарска година до 31 декември. Ви благодарам. Дали има некои прашања во врска со ставите? Поведете. Добар ден на сите. Бидејќи на последната седница на Совет донесовме одлука со која јас се задолжувам, односно се овластувам да ги координирам работните тела. Денес не знам од која причина, на мејл бевме известени, не знам од кој, дека истите ќе бидат одложени во 14 часот, иако претходно добив информација дека денес до 11 часот ќе ги добиеме сите потребни податоци и сите потребни документи. Сметам дека во изминатите неколку дена, како советници сме прво злоупотребени и сме изложени пред јавноста како луѓе кои нема што да прат, и иако секој ден сме тука присутни и чекаме и молиме некој да ни дај податоци. Значи, информациите кои треба да ги добиеме, треба да бидат јавно достапни и секој од нас треба да ги знае. Заради тоа, сметам дека е безпредметно веќе да не снимаат камери кај што се мачиме да дознаеме кај се трошат парите на битолчани, и затоа сметам дека во понеделник, бидејќи знам дека е закажано тело за животна средина во 10:30, ќе ги замолам службите да ги закажат сите работни тела во понеделник и до понеделник да ни достават написмено се она што сме побарале како советници од страна на службите. Ова не го барам за некој да биде малтретиран, туку го барам согласно одлуката донесена на седница на Совет, изгласана едногласно од сите советници, каде, кога ги формиравме работните групи, донесовме одлука со која се ставаат во функција на Советот сите одделенија и дека во секој момент градоначалникот ќе обезбеди материјали за да функционираат работните групи. Сметам дека сите сме возрасни луѓе кои имаат своји професионални обврски, сме луѓе кои имаат обврски спрема битолчани и ако на овој начин некој сака да ги решаваме проблемите во градот, во ред. Меѓутоа, мислам дека е навистина смешно за клуб кој што е 100% во собственост на општина Битола, да ни кажете дека не можете да ни доставите документација. Мислам дека тој децата мали на улица ќе го сватат дека е нешто друго во позадина. Ви благодарам. Благодарам, колечки. Верам дека службите го запишаа тоа. Дали има некој друг за збор? Јас ќе земам збор, вака. Се извинувам за представникот од општина Битола, за појаснување за јавноста, бидејќи овај пат се снима седницата и можеме. Велиме дека 31 милион денари за спортот се доволно до крајот на годината. Збораме за спортот. Во овај сегмент се вклучени амандманите кои што ги предложивме или не се вклучени амандманите?
Да, 1.000.000 денари за женски спорт. 1.000.000 денари. Процедурално, извинете. Значи, по усвоените амандмани, ние имаме изгласано, сега ќе ви кажам, значи, ќе ве молам да не се шират работи кои не се точни. Според изгласаните амандмани, еве нека ме попре Благица, ако грешам, меѓутоа јас пред мене го имам ливчето, за спорт се изгласани според амандмани за женски клубови, односно не само за женски, значи зборувам ЖРК, Топгол, Атлетико, велосипедски 15 мај и волеј. Изгласани се 3 милиони денари. Не знам кој има изгласано 1 милион денари. Значи ова е запишано и внесено во ребалансот кој што е изгласан и пуштен во Министерство. Благица, заедно ги провервавме на координација ставките, ова е кажано од ваша страна. Сум во право или не? Така се изгласани амандманите? Значи збораме за 3 милиони, јас не знам 1 милион кој најде и кај најде. На седница се изгласани 3 милиони денари. Ако сакате ќе ви ги кажам и посебно. 1,5 милион за женските клубови, Атлетико, Топгол, ЖРК, 500.000 денари за велосипедскиот и 1 милион денари за волеј. Ова се изгласани. Збораме за ребалансот што е пуштен во Министерство. И ќе ве молам, немој да клавате други суми. Ова сума е на координација во присуство на 7 координатори, кажано. И запишана на ливче и секој координатор си зеде ливче. Сега, на што стануваме? На 3 милиони или прифатени се само милион од овие 3 милиони во новиот ребаланс? Да бидеме јасни и гласни за да знаеме што... Извини, колега, нема нов ребаланс. Не, Значи, не. ребалансот што е изгласан има 3 милиони. Еве, нека кажат од финанси дали не е Зато така. велам дали е така или не е така. Представникот од финансија се произнеси. Али има 3 милиони или има милион, пошто представникот од спорт вели дека се милион денари. Ма на микрофон, молам на микрофон, вака се вртиме во круг цело време 2 недели. Во ред. Предложени беа во претходниот ребаланс за финансирање на ЖРК Пелистер, Топгол и Атлетико по 500.000 денари, 1 милион денари за волеј беше предложен и 500.000 за велосипедски клуб 25 мај. Тие беа предложени во претходниот ребаланс, кој што значи не беше вчитан од страна на Министерството за финанси. Бидејќи, мислам, беше пречекорена рамката. А извинете, Благица, за што е работната група? Не е за тој ребаланс. За да се усогласат ставовите. Не, мене ме интересира за што е. За тој ребаланс е. За тој ребаланс, да се Епа. каже дека нема средства за да се А зошто нема средства? усогласат. Зошто, може да ми каже некој зошто нема средства? Не треба да кажете каде да се Не треба ние да кажеме, Благица, според Закон за локална самоуправа, според статут и деловник, ставките ги кажува предлагачот, предлагач е градоначалникот на општина Битола. И ќе ве молам да не влегвате во конфликт со нас за нешто што знам како е по закон и по статут. Мене ме интересира, 3 милиони имаме, 3 милиони. Ако не можете ми кажете зошто нема пари, речете ми не можеме и не знаеме зошто нема пари. Не може да имаме комисија кај што немаме документација за професионалниот спорт колку пари се потрошени и да ни велите дека немаме пари за овие ставки. Ако ни кажете точно зошто нема проблем, ќе се усогласиме. Јас не добивам информација кај се на професионален спорт потрошени парите. Вики, Тоа е предложено. Предлогот на градоначалникот јас го пренесувам, значи таа е ставката. Е 0,31 милион. значи 1 милион денари одат за... Тоа Значи, е предлог на... Да. Градоначалникот предлага 31 милион во ова ставка. добро, Е 0. значи да се... Значи, тоа е Тоа е допуштувањето. предлогот, да. Предлозите на советничките групи беа вкупно 3 милиони, изгласани, меѓутоа градоначалникот веди милион денари.
Тоа е Таа тоа. ставка Значи, е да би... 0,31 милион. Така Е, да, сега. ако сметате дека треба да се намали негде на друго место во професионален спорт за да биде Не, нема да намалиме во професионалниот спорт, ќе намалиме таму кај што си троши граначалникот кај што не треба. Извинете, ставката за женски спорт, која што ја донесе Советот на општина Битола едногласно. 1.000.000 денари. На што е потрошена? претходно. Да. Кажавме голем дел од средствата на претходната седница. Кажав, значи кога имавме комисија, се извинувам. Значи од средствата кои беа на оваа ставка 37 милиони 400, за професионален спорт се потрошени 35 милиони 950, 1.390 се потрошени за неколку здруженија на кои му е исплатено, можам точно не носам картицата да ви кажам кои се, и останати се 60.000 денари. Тоа го кажав и на претходната. Да, меѓутоа сега се снима, затоа го прашувам, извинете што ја повторно, бидејќи пак идеме во една мат ситуација, се ќе ми извините за таа работа. Значи, има комисија за евалвација која ги проверува, ги гледа тие исплаќањата на Затоа професионалниот спорт. не е дискусија воопшто. Сега, значи одиме од 31 милион, 1 милион е предвиден за женски спорт, според предлогот на градоначалникот збораме, и останатите 30 се за професионален? Не, 3 милиони се за спортско-планинарски скијачки клуб, односно за копанки. Таму значи беа според програма 2 милиони, се додава уште еден 3 и 27 милиони се за професионален спорт. Ви има вкажано и по клубови колку. Добро. Значи ФК Пелистер 7 и по 10 РК Еврофарм и КК Пелистер. Може едно прашање? Во контекст на кошаркарскиот клуб, дали се овие 10 милиони, ако се префрлат, така 10 ми рековте дека треба? Да. Тоа значи дека со потпишување на договорот ги исполнуваме нашите обврски? Да. До крајот на годината нема да има потреба од дополнителни? Јас оно што го знам, значи, како раководител на оделение во координација со градоначалникот, дека овие средства ќе стигнат. Значи вака, овие се за да го донесиме на нула. Меѓутоа ние изгласавме Не, мислам договор. дека ќе го донесеме до нула, меѓутоа се оно што ќе биде останат долг ќе се префрли нели наредната година. Ама вака се, во договорот пише дека треба да го донесиме на нула и да исплатиме дополнителни 15 милиони. Така? Ние со овие пари што ќе направиме? Само ќе го донесиме не до нула? Тој дел не ми е јасен. И ова година немаме обврска да платиме по договор пари? Колку што се сеќам на една од претходните комисии која беше за спорт, беа дојдени представниците и мислам дека елаборираа завршни сметки, кажуваа нели какви им е состојбата. Така да мислам дека ја имате таа информација. Ја немам, ако ја имав, не ќе ја прашвав. Добро, ако не можете ми одговорите, во ред. Добро. Колега Верески, се согласувате со овој став во однос на женскиот клуб велосипед? Пошто имавте, продолжуваме со работа, колега, битно ние затоа што на крај треба да донесеме заклучок, вашето мислење бидејќи беше амандманот вас во однос на велосипедскиот клуб, ќе молам. Да, благодарам колега. Колку што можев да слушнам од службите, значи два амандмани не се прифатени, односно за велосипедскиот клуб 15 Имај Пелистер и волеј. Значи не знам од која ситуација значи само 1 милион денари се, сакам да кажам, во оваа ситуација 1 милион се одвоени само за женски спорт. Според мене има некои други сумнителности, значи денес со оглед на тоа што претседателката побара до понеделник да бидат испратени сите финансиски импликации, да видиме на кој колку точно им треба. Значи со оглед на, јас мислам со оглед на денешната средба која е закажана во Гламур, чисто се сомневам дека понеделник ќе ги добиеме тие податоци, затоа што на повидок според мене е некоја ситуација само за вршење на притисок. Мислам дека голем дел знаеме за што се работи. Од друга ситуација, за нечија среќа, претходната комисија кога беше на почеток за спорт, имаше една друга ситуација од мој колега, што јас ќе ја кажам отворено, поради тоа што и лично вчера вербално мене ме нападна. Значи, колега Телиевски фактички на еден начин поддржува 1 милион денари предложени од градоначалникот за женскиот клуб. Не знам во кој својство. Според мене
испаѓа поголем католик од папата или поголем ВМРО-ец од Груевски. Не знам зашто ги прифаќа тие 1 милион денари. Значи сакам да кажам, тие сам си ја побива ситуацијата поради тоа што сите негови 4 амандмани кои беа поднесени за или 3, не знам колку беа по 500.000 денари, сега имаме ситуација ние што сме во спортот, во работните тела секој ден да добиваме повици како ние ја кочиме цела ситуација. Значи не знам, може поради тоа не е присутен денес, но мојот став е и не знам како ќе иде правно, процедурално понатаму, мојот став е дека тие 3 милиони треба да се вратат и јас, ние како советничка група, се разбира со поддршка од другите, ќе стоиме на тој став поради тоа што имаме законско изгласани амандмани и се надевам дека правно кога ќе ги согледаме работите и кога ќе носиме заклучок, мислам дека треба да видиме едногласно, а не самите да си пукаме во нога, поради тоа што тие амандмани што ги поднесовме, ние не смееме сега да ги намалиме, затоа што не смееме да вршиме политички манипулации врз спортски клубови и здруженија. Значи, она што сме го гласале со едногласно, треба така да си остане. И затоа, чисто уштиначки спомнам, не сметам дека до понеделник ќе добиеме конкретни финансиски податоци. Благодарам. Благодарам, колега. Колега Алмер имаше нешто? Да. Здраво на сите. Бидејќи се снимаат сега овие работни групи, сакам да кажам дека навистина овие работни групи јас очекував дека сите тука со помош на администрацијата, со советниците, ќе работиме на осогласување на ставовите, тука полни со документи, со информации, со бројки. Ние уствари идиме тука и не знаеме зашто дискутираме. Нас само не информираат од администрацијата за новиот ребаланс, како ќе изгледа, кои суми се, амандмани што беа предложени, дали од СДСМ, дали од Левица, од Поинаку, од ВМРО, и од кои да беа предложени, беа изгласани и тие амандмани дел се прифатени, делумно прифатени, дел се отфрлени тотално. И тука ние немаме можност за дискусија, бидејќи ниту еден наш став тука не се цени, ниту едно барање наше до администрацијата не е процесуирано, односно немаме добиена информација. Јас побарав пред една најава на истото работно тело за спорт, да добиеме од двата клуба, спорни според мене клуба, кои се потполно во собственост на Општина Битола, ФК и КК, да добиеме информација за финансиската состојба, дали ќе стигнат овие пари предвидени со овој ребаланс. Ние еве денес пак идиме празни листи, добиваме ништо, немаме. Нема зашто да дискутираме. И искрено не му верувам на градоначалникот дека овие 10 милиони за КК Пелистер ќе стигнат. И сум сигурен дека по месец-два пак ќе има пресконференција, еве доколку се изгласа овој ребаланс, пак ќе има пресконференција дека требале, карикирам, уште 5 милиони, уште 10 милиони, дека советниците на Поинаку, СДСМ лажат и слично, како денес што имаше. Затоа се надевам дека понеделник ќе ги добиеме овие информации. Како што кажа представникот сега, дека за неколку дена ќе се потруди да ги прибери тие информации. Се надевам дека ќе ги добиеме, да има за што да дискутираме. А не да сме поставени на свршен чин и сега ние ако не изгласаме, сме тие што го погребуваат спортот и слично. Затоа сакам уште еднаш да информирам јавност, еве нека ќе гледат ова работно тело, може би траи 15-20 минути. Апсолутно ништо продуктивно нема тука, туку ние сега само слушнавме што е предвидено во нов некој си ребаланс. Ние не осогласуваме ставови. Значи нашите ставови не се ценат тука. Нас овде овие работни тела се направени да не омаловажават и да покажат дека ние како советници сме донесени до работ и сега мора да изгласаме нешто. Не мора, се дури не видиме кај се трошат парите. Фала. И благодарам, колега. Вака, сега на крај замолам службите, бидејќи сме дадени за согласување на ставовите, бидејќи сите советнички групи кои што предложи амандман во делот на спортот стојат на своето и сака да се усвојат, и дека до понеделник ќе има заедничка комисија со сите останати, добро е да овие 3 милиони денари бидат инкорпорирани
во буџетот. Доколку не бидат, можам да го кажем мојот став, дека ние ќе предложиме точки и местот кај ќе бидат издвоени финансиски средства и ќе бидат исто така вчитани финансиските средства, меѓутоа тогаш да нема вршиме притисок или вршиме страм. Тој што се знае кој е предлагач, се знае кој е изготвувач и се знае која носи одлуката. Одлуката ја носиме ние, се другото е настрана. Повелете, колешка? Еве, во интерес на јавноста и да се покажи дека ние како советничка група, бидејќи во последно време сме најнапаѓани, и во контекст на она што го кажа колегата од Левица, еве, ние ќе бидеме солидарни и нашиот амандман кој е предложен во спортот, ќе побараме да биде еднаков со сите други. Еве, опција за администрацијата да ги усогласат. Значи, на сите исто. Значи, еве да не испадни дека ние и не тераме и дека бараме нешто што не треба, на сите клубови да биде подеднакво. Значи, нашиот амандман ќе биде на полојна. Еве, ова го кажувам јавно, за да не испадни дека некој тера инаед. Може да продолжиме со образование? Не ми е проблем. Ви благодарам на... Седи си таму, не е страшно. Не, со образование, беше за образование. Не сум образование. Не сум. Лидија, ти си така? Ја завршуваме оваа комисија, значи работната група, понеделник со заклучокот, остануваме 103,2,5 милиони, предложуват беше 1, значи... Само уште нешто да ви напомнам, имам обврска. Ајде. Значи, не може само да ви кажам дека ако направиме промена измена на програмата за спорт, како што барате, значи да стојат клубовите со име и сумата, да знаете дека тоа доста не сме го правили во ниедна програма. Значи, мора да бидеме општината транспарентни, тоа ќе стои како одредена ставка за женски спортски клубови или пак општо за клубови каде што ќе влезат и велосипедските, меѓутоа не мислам дека е добро да стојат вака сумите. Значи, секој од клубовите со одредена сума, мислам дека тоа нема биде ферски спрема останатите. Ви благодарам за заклучокот. Ќе зборуваме, ќе дискутираме. Зборуваме сега за финансиските средства кои што ги побара колегите од за амандманите. Се друго останато како ќе биде правно средено, доколку сака администрацијата ќе го сработи, доколку не ќе му поможат граѓаните општина Битола. Благодарам. Сите. Денес продолжува состанокот на работното тело за образование и култура од 29.8. Имаме представници од општина. Ве молам, уште нешто што беше побарано, ве молам произнесете се. Добро, значи во образование беше побарано, односно констатиравме дека тоа не е во образование, фактички е во програмата за социјална заштита. Нели дополнително средства да се обезбедат за партиципација на деца во градинка. Меѓутоа денес имаше през градоначалникот и се изјасна по ова прашање дека тоа не може да се направи, односно дека тоа не е транспарентно и дека нема да биде рамноправно кон сите деца во оваа општина. Тоа е тоа во однос на прашањето за амандманот кој што беше, односно за партиципација, за плаќање на партиципација на деца во детски градинки. Друго нешто немавме спорно во образование, не е тоа образование. И за култура, да. За култура, Вака, да. дури сме кај образование, може? Може. Вака, значи Благица тука е, така? Да. Во изгласаниот ребаланс имате изгласано 14 милиони и 400 за бесплатна градинка. Сместено во која програма? Детски градинки. Социјална заштита. Може да ми ја кажете програмата? Малце стилото. Се извинувам. Не ми се гледа убо, дали може да ми ја кажете програмата? В1 е програмата за социјална заштита. Значи детски имате градинки. 14 милиони и 400 изгласан амандман. Така? Овој амандман е изгласан и внесен во тој ребаланс. Мене не ме интересира како се изјаснил градоначалникот, ме интересира дали е изгласан и дали постои. Постои, да. Да. Сега вака, пошто 3 месеци ќе поминат дури да донесиме друг, ова сума од 14 милиони и 400 ќе изнесува 7,2 милиони до крајот на годината. Значи и тука добивате намалување од скоро пола, значи од 14 на 7 милиони, и пак нека излези градоначалникот и нека речи дека поинаку тера и нает и дека неки усогласување.
Значи, да си запишите дека усогласувањето се бара од скоро 50%. 7,2 милиони би било од 1 октомври до 31 декември. И ќе ве молам да не игнорирате нешто што постои, што е изгласано. А некој што сака може да се каже на пресконференција или па може да биде изгласано да не постои. Не спорам тука, ако некој изгласа да не постои, може и такво нешто да биде. Во овој момент би сакала само да се внеси во записник дека се добива намалување од 14,4 на 7,2 милиони. Некој друг да нема прашање? Победите и за културата. Да, победите. Да, за култура требаше да ви доставам, еве направив. Значи, Вики, овде имаме само за традиционални. Да, А кај ни се тие по повик? на листата на одобрени апликации ви имам закружено кои се ги имам, овие се веќе реализирани, овие ви се закружени кои се. Дали ова значи дека не постои друг подпишан договор кој нема да биде исплатен? Ништо друго не постои. Не постои, не може, извинете ми, тоа не може да ви ги донесам договорите, бидејќи Не, не, сепак не, не, имат не, не, лични не. податоци, така кои не можам да ги. Значи, јас прашвам, дали до крајот на годината ќе побарате плюс пари за култура? Не. Согласно ова сега што е, значи во моментот што е реализирано, за кој е подпишано договор. Листата. Меѓутоа, цела листа, знаете дека е одобрена од комисијата, јавно е објавена, транспарентно, меѓутоа... Добро, сега значи вака, вкупно имаме 2 милиони и 700 за традиционални, И така? милион по И повик. милион По по повик. повик. Во ребалансот имавте предложено 1.700.000. Ставката К4 и 2 милиони на ставката К3. Значи јас за култура знам дека беа само 1.700.000. На ставката К4 и на ставката К3 имаме уште 2 милиона. А К3 шо ставка е? Мола? К3 шо ставка е? Кажи точно, благицата е... К3 програмата е музејска и кинотечна дејност, каде што функционира културната станова КИЦ. Е па како може од таја ставка да се дават на јавниот повик? Имаме ние меморандум за соработка со нив, така да... Значи одиме по меморандум за соработка, а не по програма на општина Битола, така? Добро, тоа ни е заедничка наша соработка со КИЦ, така да можеме да си дозволиме... Па точно, во самата комисија за доделување средства, вие, ова директорката на КИЦ, нормално дека ќе имате меморандум. Некој друг прашања? Добро, сега на крајот треба да се усогласат ставовите, да се донесе заклучок. То се во понеделник ќе оди. Да, ти дојдов покасно. Значи во понеделник во колку сатот? Во 10:30? Добро, пошто нема никој повеќе прашања, се гледаме понеделник во 10:30. Благодарам.